Македонија да прифати дека македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот. Илинденското востание и Гоце Делчев се дел од бугарската историја, а македонските историски учебници да бидат ревидирани. Ова се клучните поенти од бугарската резолуција усвоена во Народното собрание на која се повика премиерот Кирил Петков како клучно за тргање на ветото. Бугарија има три јасни барања за да имаме прогрес и напредок на темата Република Македонија. Прво, усогласеност околу рамковната позиција која беше прифатена од бугарскиот парламент, вклучување на бугарите во Македонија во уставот на Република Македонија, за да можат нивните права да бидат заштитени. И трето, договорот за добрососедство да се исполнува. Македонските власти молчат за ваквиот ултиматум. Премиерот Ковачевски го коментира распадот на бугарската влада, но не и барањата кои ги поставија. Шефот на државата воопшто не зборува на таа тема, а главниот преговарач со Бугарија, министрот Буер Османи, кој не гледа ништо спорно бугарите да бидат дел од македонскиот устав, вели дека неприфатливо било прашањата кои се однесуваат на историската комисија да влезат во преговарачката рамка на земјава за членство во Европската унија. Принципот е ништо не е договорено додека се не се договори. Така да може да добиете впечаток како на една тема ја решите и ја тргате на страна, дека таа тема не е решена додека и сите други прашања не се решат. За ВМРО ДПМН барањата на Петков се неприфатливи. Лидерот на партијата Христијан Мицковски бара гаранција од Бугарија дека нема да има отворени прашања ни да се поништи декларацијата изгласана во бугарскиот парламент. Ја не знам кој нормален човек во Македонија ова ќе го прифати. Ја не знам дали има таков човек. Па дури и овие за кои што ние мислиме дека се комплетно отсутни кога станува збор за националните интереси, мислам дури ни тие ова не може да го прифатат. Ова што го гледам сега е обид на Петков да ја одржи каква таква коалицијата во Бугарија со ултрарадикален национализам. Согласно рамковната позиција на бугарите, се бара усогласување на учебниците по историја и текстовите за случувањата во 19-тиот и 20-тиот век да се презентираат на јазичната норма на која се оригинално напишани. По примерот на Преспанскиот договор и барањата на Грција во однос на јазикот и Бугарија со зголемени апетити бара да се употребува фразата службен јазик на Република Македонија во случај на апсолутна потреба на користење на терминот македонски јазик во документите и позициите на ЕУ, секогаш да се даде фуснотата дека е во согласност со уставот на Македонија. Треба да се наведе дека јазичната форма која е наведена како уставен јазик во Република Македонија е поврзана со еволуцијата на бугарскиот јазик и неговите дијалекти во поранешна Југословенска република по нивната кодификација во 1944 година. Ниту еден документ не сме да смета за признавање на бугарската страна на постојање на така наречениот македонски јазик како различен од бугарскиот. Македонската влада веќе се откажа и од малцинството во Бугарија, кое е една од точките на бугарската резолуција, која покрај откажувањето предвидува Македонија да испрати допис до Советот на Европа да не дава ниту нивна поддршка. Ки ги прифатили Македонија сите овие барања на бугарските власти, откако не само соседот, туку и европските функционери го зголемија притисокот за решение и подпишување на нов договор меѓу Македонија и Бугарија до самитот на крајот од месецов.